Се наоѓаме во студиото на Слободен печат и како и секогаш оставаме простор да разговараме со уметници, млади уметници кои што сакаат да творат во оваа држава. Овој пат имаме еден ликовен уметник. Виктор Јаневски ќе има своја изложба овој петок во бифета Вталиџа и токму по тој повод го имаме во студиото. Добри дојде во Слободен печат. Добро те најдов. Се надевам дека ќе успееме да ги заинтригираме нашите гледачи за да пробаат да дојдат на ликовна изложба, можеби иако никогаш не биле, еве нека биде тоа првото нивно вакво искуство. Ајде за почеток ќе кажеме некои мали информации за тебе, да ни кажеш, нели, јас знам, прочитав нешто од твојата биографија, нели, дека си завршил вајарство, меѓутоа подоцна се префрлуваш на сликарство. Кажи ми како одеше тоа и зошто таков свич направи? Па јас и претходно во средно уметничко имам завршено сликарство. Вајарството ми беше само како на некаков начин да се пробам и во таа сфера. Бидејќи ако гледаме наназад, ренесансните уметници знаеле се да работат. Знаеле да и да сликаат и да вајаат. Така да тоа ми беше исто така тоа ми всушност тоа ми беше причината да се прешол там малку да се изразам така. Да, во вајарство, да ги пробам тие води. Добро, и враќањето после тоа на постдипломски на сликарството, значи дека тоа го избираш? Па да, на некој начин, бидејќи вајарството е многу захтевно. Тука имаме... Во кој смисол захтевно? Захтевно е... Ради материјали? Материјалите, просторот на кој што треба да се работи. Не е лесно да се најде простор. Еве, вајарите знаат тоа, искусните вајари посебно го знаат тоа. Треба да се, значи, просторот, материјалите и па инспирацијата, да кажам. Времето во кое што можете да сработите на скулптура. Така. Тука нема компромис кога се станува збор за скулптура. И воопшто не... Барам јас така мислам. Воопшто не се занимаваш веќе со вајарство? Комплетно се... Не. Неколку години веќе поред. Отприлика 6 години. Едно добри 6 години не се бавам со вајарство, но тоа не значи дека нема повторно да му се вратиш, така. Да, ќе се навратам. Само треба да ми дојде тој момент. Таа желба и време да најдам за тоа. Така. Отворени можности секако. Добро, ајде малку за изложбата. Небесогорие се вика изложбата. Кажи ми, името на изложбата е врзано со тематиката која што ја работиш секако, да? И од каде? Па тоа е по она што ми го кажа, мислам, луѓе што се разбираат во такви називи. Тоа е постои како збор? Да. Не го се користи, мислам. Тоа е старословенски збор, архаичен. Старословенски збор е за небесна светлина. Од она што можев да го разберам од тие луѓе. Значи, небесна светлина е еден од изразите, еден од термините за небесна светлина е небесогорие. Имало и повеќе, но ова е најубаво некако звучи, највпечатливо, за увото, да кажам. Така, тоа значи дека сликаш небо? Небо, различни форми на светлина на небото. Од различни позиции, различна светлина, боја на светлина. Тоа ми е. Самото небо, дури кога е малце почисто, кога нема количински доволна светлина, јас и тој момент го опфаќам. И таа ситуација на небото. Тоа го има и во делата. Да, сите оние кои што ги интересира ќе може да дзирнат на изложбата. Не буквално. Значи не е чисто небо или чисто облак, да кажеме, или чиста светлина, туку само таа ситуација, да кажем, е представена на сликата. Колоритот ти беше нешто кое што е приоритет да се долови колоритот? Да, колоритот ми беше најбитен. Има и црно-бела ситуација, има и поколоритна, поразиграна, поразновидна колоритна ситуација. Така да јас сум склон кон експериментирање во сликарството.
Јас немам серијал на една насока, на пример реализам. Ајде ќе сликам реализам, па ќе направам 10 реалистични сцени. Да. Туку мене ми си разиграни стиловите. Така да јас играм доста со стиловите. Тоа ми е специфично. Небесогорие мојата во работа. која техника е, во кој стил? Па и тука имаме мешавина. Да? Не некоја преголема, повеќе експресионистичка би ја нарекол. Импресионистичко нешто помеѓу експресионизам и импресионизам. Така, а техниката? Акрилна. Тоа е акрилна техника, строго акрилна. Добро. Така да Она што ме интересира во однос на оваа конкретна изложба, баш пред неколку дена имав можност да видам едно убаво за Едисонце. така. И буквално со пријателите во кола го дискутиравме тоа колку е инспиративно за уметниците, меѓутоа колку е тешко или лесно да се долови колоритот кој што е совршен, нели? Така. Кога го гледаш, човечкото око кога го гледа колоритот кој што се создава при заоѓање на сонцето, е неверојатно. Колку е тешко да се долови, бидејќи уметникот, како што вика и Аристотел, подражавање на уметноста, нели? Точно. Нешто кое што Бог го создал, а ние го пренесуваме во Така е. уметноста на платно или како и да е. Така е, сосема вистинито, да. Колку е тешко? Па, зависи како ќе се поставите пред платното. Така. Зависи што имате во план, што имате, каква имагинација имате. Кога ќе седнете пред таа бела површина платнена, одговорот не е ни тешко, не е ни лесно. Туку повеќе е перцепцијата во прашање. Ако на пример се решите поедноставно да оди, нема потреба од премногу, да кажам, нанесување на преголема количина на боја, пастозност, да кажам. Може да оди полазурна. Така. Но ако решите со поголем слој на боја, тоа е веќе друг момент. Различна ситуација е тоа сосема. Така да зависи, пак повторно ќе се навратам, зависи од перцепцијата која има самиот уметник. Кога седи пред платнената површина. Така. Да. И добро, кога застануваш пред платното, имаш ли концепт во глава дека сега ќе правам дела кои што ќе бидат за оваа конкретна изложба, или е тоа моментална инспирација, па потоа ја некако создаваш од неа колекција која што ќе оди на следна изложба твоја? Па и тоа зависи. И тоа зависи, не е секогаш. Не можеме да најдеме рецепт некако. Не е постојано. Тоа е фасцинантното во уметноста, што не зборам за сите уметници, уметници кои што си имаат специфичен концепт. Да. И си одат по тој концепт. Го следат, така. И строго одат по тоа. Јас не одам така. Ми се случувало да имам строго таков концепт, да кога седам пред платното, знам точно што ќе направам, но не секогаш. Некогаш па знае, и тоа е интересен момент е, кога додека сликам, имам еден концепт, еден детал е доволно да те предомисли онака и да отидеш во сосема друга насока. Тоа ми се случувало многу пати. Така да не одам со концепт секогаш. Да. Кога ќе седнам и да имам еден концепт, знам и да прешолтам. Да. Да се предомислам и... Каде сликаш, Виктор? Дома во моето ателје, доле. Така, на си долниот имаш спрат ателје. од мојата куќа, тука ми е ателјето. Таму си го наоѓам мирот. Додека сликаш, сакаш да слушаш музика, сакаш што е оно што не сакаш во мира, во тишина. Да. Најчесто си пуштам музика, некоја помирна, потивка музика, амбиентална, да кажам. Так. Не ми треба некоја побучна музика, нешто што тежи на ушите. Да. На човечко уво што ќе создаде некоја, да кажеме, напнатост. Туку сакам строго не концептуална, строго така, мирна музика. Амбиентална. Да. И сега оно што ме интересира е, може би малку тешко прашањето, меѓутоа ќе се обидеш да ми го одговориш. Колку е
во Македонија изводлива, ајде да не одиме секогаш со прашањето колку е тешко или лесно. Веројатно е тоа личен пат, па на некому е тешко, некому лесно. Така. Колку е изводливо во Македонија да се биде уметник, ликовен уметник и да се живее од тоа? Па Бидејќи ти работиш и друга работа, за среќа работиш работа која што не е толку, нели, диаметрално спротивна од тоа со кое што си учел и се занимаваш. Па општо не само во Македонија, на Балканот е доста потешко да си самостоен уметник. Треба да имаш многу, да кажеме, конекции, посебно надвор да има. Да. Конекции со надворешната публика, што не е од Македонија или од Балканот, да кажеме. Тука многу полесно ќе се најде простор за самостојност како уметник. Инаку, тоа не значи дека и во Македонија е тешко да се биде уметник, но треба да ги најдеш вистинските луѓе. Вистинските луѓе за соработка. Така. За да можеш полесно да соработуваш. Би било брутално да кажам дека воопшто нема шанси да се успее. Тоа е најлесно да се каже. Исто како што не може да се каже дека е прелесно. Значи, треба само да се најдат вистински луѓе. Штета што во Македонија нема мецени. Да имаше мецени во Македонија, па еви на Балканот. Немаме таква култура за мецени, како што има Западна Европа, САД, Русија. Така. Да кажеме, оние традиционално имаат мецени. Ние го немаме тој пристап. Ќе беше многу полесно, толку го имаме тоа. Да. Добро, и сега во тие услови во кои што сме, колку добивате поддршка од не знам, од државата, од институции, галериски простори, колку барем на таков начин ве поддржуваат? Па и тоа зависи. Има момент каде што има многу повеќе поддршка, помалце. Зависи каков е концептот на изложбата на проектот, што го пласираш. Добро, и тоа зошто од големината на проектот, да кажем. Така. Зошто не бе со горе одлучи да ја ставиш во еден неконвенционален простор како бифета Пталиџа, да не биде во галериски простор? Ги обожавам алтернативните простори. Јас сум човек уметник што сака да изложува на алтернативни простори. Добро. Значи не е прв пат ова? Не е прв пат, да. Оваа изложба беше и во Струмица, предходно, 2023 година. Исто така на алтернативна просторија. И не гледам проблем за тоа. Никаков. Општо кажувам дека не гледам проблем да се изложи во алтернативен простор. Едноставно ги сакам тие алтернативни простори, галерии, да се изложува таму. Сметам дека тоа е добро. И има и во повеќе држави такви концепти. Алтернативна просторија. Иако оваа изложба сега што ќе биде во петок, ќе биде поопширна од таа претходната во Струмица. Со поопширни дела, понадоградена. Така. Следното прашање ќе биде можеби незгодно, меѓутоа исто така едно од оние кои што мене ме интересираат, а тоа е колку е пак каков е начинот да најдеш свое место на сцената, на ликовната сцена во Македонија, бидејќи иако е, како што рековме, тешко да се биде ликовен уметник во Македонија, сепак имаме некаква ликовна сцена и тоа имаме доста квалитетни млади ликовни уметници кои што се борат под ова небо и изложуваат и прават изложби, имат и нели и самостојни и групни изложби. Си го најделе ти некако местото свое? Па јас мислам дека се уште се барам и човек, мислам, секој човек се бара. Не можеш да бидеш најден веднаш. Да си го најдеш своето место. Посебно кога си уметник. И јас се уште се истражувам. Во уметноста не ми е дефинирано уште. Но можеби понатаму ќе се пронајдам официјално. Сега не сум уште пронајден. Се надевам дека
ќе бидам еве за скоро време пронајден во она што најмногу го сакам. А инаку за млади уметници има. Тоа морам да го кажам. Еве секоја година кога одам на изложба во Средното уметничко училиште, годишната што име во јуни, еве било кој нека ја посети, има феноменални уметници, значи потенцијални, кои што навистина растураат. Да. Секоја година се воодушевувам. Кога имаат годишна изложба секоја година. Така да тоа влева надеж. Дека ќе има и моментално, ама и ќе има. Тоа е надежда. Тоа влева надеж дека ќе има под ова небо. Така е. Си го пронајдат местото, да. Така е. Одлично. Ајде за крај да ми кажеш какви се плановите за натаму, може би е клише муавет, меѓутоа секогаш сакам да чуеме како понатаму, како идејата за понатаму. За понатака е, може и да најавам, на 2 јуни ќе имам изложба во музеот на македонската борба. Тоа ќе биде изложба на цртеж, илустрации, посветена на помалку познатите македонски херои народни од 18 до 20 век. Значи херои кои што се помалце застапени во македонската историја, во книгите, во учебниците. Да ги малце истакнеме преку уметност. Така. Добро, и после тоа ќе останат тие како записи? Да. Ќе останат како записи, на сликање. Тоа ми е целта за наредната. Портрети ќе бидат портрети, изборуваме за фигури, портрети. И фигури, портрети. Така. Значи тоа е единствената цел, да ги малце истакнеме и нив. Так. Да ги истакнеме личностите што стварно допринале за слобода на нашата Македонија. Така да на 2 јуни е планот тоа. За понатаму немам ништо за сега. За понатаму ќе цртам, тоа е план. За понатаму ќе цртам инспирација, да. Така да овие две изложби, проекти да ги наречеме, ми се за сега. Така, добро. Ајде уште еднаш ќе потсетиме на она што ќе се случува утре вечер. Значи петок, 20 или 21 часот беше? 19:30. Ни тоа не го погодив. Добро, 19:30. Бифета Пталиџе, Небесо Горје, Виктор Јаневски, за сите вас кои што не следите во моментот, да отидете и да ја погледнете изложбата, ќе се поминете убаво. Сигурна сум, па можеби ќе ви се бенди со некој од неговите дела. Виктор, ти благодарам уште еднаш за гостувањето, многу успех понатаму. Благодарам и на тебе, благодарам и ќе се гледаме, се надевам и понатаму. Секако. Во наредни периоди, прилики. Секако. Така. Ова беше Виктор Јаневски во Слободен печат, а вие знаете се што треба да дознаете за светот и кај нас, го следите на Слободен печат.